Почнуваме со топ тема. Земјата е добредојна како 30-та членка. Вака треба да стои во посебен параграф во завршната декларација на самитот на Алијансата во Лондон. Тема на овој самит се војната во Сирија, односите меѓу НАТО, САД и Турција, руските воени закани, тероризмот и сајбер нападите. Но првиот ден беше навистина бурен со изјавата на Трамп дека е валка не е понижувачка неодамнешната изјава на Макрон, кој кажа дека НАТО е во мозочна кома, но и со заканите на Ердоган во однос на курдското прашање. Во моментот во Лондон за на прием во палатата кај кралицата, очекуваме некаде во топ тема да ги видиме и тие снимки. Мој гости вечерва, како што најавив, се поранешниот амбасадор во Европската унија Андреј Лепавцов. Добро вечер. Добро вечер. И председателот на Евроатлантскиот совет Исмет Рамадани. Добро вечер. Ги следиме случувањата во Лондон, она што го кажав и во најавата го одбележа денот. И сега од тука се појавува прашањето во едни вакви услови на во наводници раскарани политичари, моќници во Алијансата, Македонија очекува прием. Тоа не влие секако на приемот, влие ратификацијата на шпанскиот парламент, која се очекува да биде последна, пошто и Македонија ќе биде примена. Меѓутоа, како сепак ваквите односи може да се рефлектираат генерално на односите кон новите земји членки, како што е Македонија? Па, денес имаше еден интересен наслов во бриселски политиков кој вели кој ќе биде поголем неранимајка во Лондон денес. Значи тука мисли на председател Трамп, Макрон или пак Ердоган. Тој цинизам ја кажува вистинската состојба и ова вие што го спомнавте околу оние конфликти што се јавуваат помеѓу лидерите на земјите членки во НАТО, кои се сериозни, кои ќе остават длабока трага на функционирањето на НАТО, но се надеваме дека во добра насока ќе биде она што ќе излезе од сите тие договарања. Инаку за нас работата е речиси завршена. Како што спомнавте, ги чекаме шпанците да формираат влада, за да можат да го изгласаат. Тоа се надевам дека ќе биде меѓу првите приоритети и на шпанската влада, на шпанскиот парламент. Но за нас во цела оваа ситуација, како некој што е веќе пред вратата, немаме ние многу простор што да коментираме околу тоа и само можеме да се надеваме на смирување на таа ситуација, на одредени договори околу буџетирањето, финансирањето на НАТО, околу партиципирањето тоа зголемувањето на буџетите и околу неколку сериозни кризни точки во светот. Но сепак и дома не е ситуацијата така едноставна во однос на барањето на опозицијата за ратификација на протоколот од страна на собранието, при тоа да го стори Шпанија, на што секако се противи владата и ја наречува иницијатива дури и смешна. Зошто, имаше ли потреба од вакво нешто? Што сметате за ваквите намери на опозицијата, како ги нарекувате? Добро, мислам дека кога се работи за стратешки цели, како што е членството во НАТО, Европска унија, понекогаш не треба, односно партиските интереси премногу се форсираат, затоа што ние знаеме што значи да бидеме членка на НАТО и фала Богу, таа работа веќе е при крај. Да не беше ова со Шпанија, кој верувам дека наскоро ќе конституират и парламент и влада, затоа што кај нив имаме една ситуација од април до ноември ништо не се подобри кај социјалистите работата во однос на бројот на пратеници или на силата на тие партии или умерените десни партии. Така што доби најмногу Вокс, или како се викаше таа партија, која е крајно десна, екстремна, од 24-52 пратеника. И сега, најверојатно ќе се оди на тоа што десните и левите заедно ќе конституират влада, веројатно и парламент, и да се надеваме дека може кон крајот на јануари или почеток на февруари да се заврши работата и во Шпанија и дефинитивно да се постави знамето во нашиот јарбол кој е во седишето на НАТО. Ова што
овие калкулации дали ќе има пролонгирање на денот на изборите, датумот и така натаму, мислам дека не држат, но едно е сигурно дека мора да се направи тоа што е најоптимално, да не се доведуваме во ситуација сите да го ратификуваат протоколот и таа крајна наша одлука која е предвидена во парламентот да помине, ние да немаме функционален парламент. Мислам дека тоа не е добро. Да, Лепарцов, во однос на ова прашање, сметате ли дека навистина дали се потребни сите овие сега најави за несогласување, било да се работи за самата ратификација или за тоа ќе се поддржи или не законот кој предвидува степен на вооружување во НАТО и слично и работи што се генерално поврзани со НАТО или се само политички препукувања сега во рамките на некој предизборие? Во принцип не би требало да попречува ништо. Ние да имаме технички премиер, тој треба да се одигра таа улога при приемот на Македонија во НАТО, ако нели се поклопат сите тие тајминзи. Исто така околу оваа регулатива, додека парламентот е функционален, тој треба да се заврши таа работа. Така да, ја би се согласил со колегата, не би требало да се доведеме во една ситуација да поради нас да се одложи приемот на Македонија во НАТО. Она што исто така е едно од клучните прашања, кое што заед денеска во утринската сесија имаше излагање во однос на процентот на буџетот што ќе биде издвоен за одбраната. Ние знаеме дека тој веќе се зголемува од 0,8 на 1,4, планот е да се зголеми до 2% до 2024 година. Меѓутоа прашањето ми е што со овој буџет, што според вас е приоритетно? Министерката најави дека заради обврските кон НАТО треба се купат 150 теренски возила од САД за опремување на пешадијата која ќе биде во НАТО. Меѓутоа, што за вас е приоритетно кога ќе се планира буџетот? Па се е приоритет. Онај низок процент 0,86, колку што го рекавте, е навистина низок. Мене многу тешко ми падна неодамна за прославата на 8 септември, кога ги видов топовите кои пука тие плотуните, па им фалеше неколку канти боја, така беа доста жално изљупено изгледа. Се надам дека не е тоа вистинската слика на нашата армија, која навистина и треба интервентно финансирање и опремување. Тоа опремување треба да биде секако и конвенционално и оно што е потребно за водење на тие нови закани, тие така наречени хибридни закани. И воопшто сметам дека која влада нели да дојде, дали ќе биде стара, нова или нова влада, треба да продолжи со тој тренд да достигнување на тој процент од 2% од БДП на кој секоја држава членка на НАТО е пожелно да го оствари. И регионот исто така го гледаме дека се вооружува. Значи, да, со овакви возила беа опремени Црна Гора, Словенија, Балтичките земји. Апсолутно ја поддржувам таа набавка. Мислам дека и тука не треба да се запре, значи тука треба и многу повеќе опрема да се купи за армијата и тука ништо не е лошо. Ние имавме ситуација да полицијата беше поопремена од армијата, нели во некои периоди. Армијата не треба да биде запоставена, таа секојаш ужива највисока доверба кај граѓаните. И таа добро треба да се оправда во било која ситуација. Она што има голема дискрепанца во однос на односите во армијата, например, сега во тек беше и заврши тендерот за набавка на нови униформи и чизми на војниците. И тие се жалеа преку своите синдикати дека немаат соодветно опрема и навистина, ако ги видите тие се стари униформи. Од друга страна, факт е дека треба да влеземе во НАТО и со нова опрема. Како овие големи разлики во одредени сегменти на армијата да се надминат во пресрет на влегувањето на НАТО? Немаме уште многу време. Знаете како, кога се работи за модернизација на армијата, мислам дека тоа е обврска, можеби приоритетна за една држава. Понекогаш слушаме гласини дека еве поради тоа што влегуваме во НАТО и сме изложени на некои трошоци од буџетот и така натаму. Ајде да ја замислиме ситуацијата да не аспирираме за НАТО и да организираме, односно да имаме наша одбрана, наша војска со сите тие
хеликоптери, авиони и нашиот воздушен простор сами да го чуваме, да го обезбедиме, колку би коштало тоа. Така што воопшто не се сложувам со такви гласини дека поради НАТО се изложуваме на дополнителни трошоци, затоа што секоја држава има проценти, да речеме само една компарација. Србија, некаде процентот од БДП е повише од 4% за армијата. А ние сме некаде околу 1 и сега до 2024 ми се чини треба да стигнеме некаде до 2%. За тоа тој стандард кој се бара и за другите земји, така што да имаме модернизирана армија, значи војниците да ги има сите тие услови, затоа што таа војска веќе ќе биде дел од НАТО. Мислам, нема да бидеме само со тие што одат во Афганистан или каде се мисиите, туку да биде една армија која навистина ќе одговори на тие стандарди и мислам дека тука како нова членка во НАТО ќе и солидарно ќе бидеме помогнати од веќе стигна најави дека ќе бидеме помогнати во набавките. По-силни, по-богати и така натаму. Лепавце, вие спомнавте за каната од хибридни војни. Тоа е нешто за што најмногу се зборува, особено во последната година во НАТО, а и претходно. И велат експертите, хакирање на инфраструктурата за координирање на беспилотни возила може да доведе до масовни сообраќајни несреќи. И НАТО инсистира на безбедност на цивилната комуникацијска инфраструктура. Колку Македонија е подготвена за ова, затоа што и самиот генерален секретар на НАТО го покрена прашањето во едно интервју како Северна Македонија мора да има безбедносен начин на комуникација и како тоа ќе го стори. Повика практично ова прашање навистина да му се посвети внимание. Па тоа е индикативно, значи ако тоа го рекол генералниот секретар на НАТО, значи дека тој укажа дека државите кои се приклучуваат на НАТО мора да имаат безбедносен начин на комуникација. Апсолутно, па комуникацијата е многу важна во сите тие ситуации. Значи ние, како што спомнав, треба да идеме во два правца, и конвенционално и на новите видови на војување. Гледаме дека многу поголемите држави во светот веќе си развиваат собствени интернет мрежи, собствени бази на податоци кои ги сторнираат во нивните земји, значи не оставаат на сателитски системи. Така да јасно е, ние како дел од НАТО треба да целосно да бидеме вклучени и целосно да се посветиме на таа нова закана и да се прилагодиме на тоа. А тоа секако дека ќе има своја сметка, своја фактура, но тоа е цената на безбедност. Сметате ли, Рамадани, дека Македонија е подготвена како нова земја членка во однос на ова прашање кое што ги мачи и големите сили? Затоа што видовме од лажни вести мала голема до ние сајбер напади. Ќе мораме да се вмрежуваме, мислам, во тој начин на одбрана и сето тоа што е најмодерна технологија. Впрочем, еве сега 1 милиарда долари се доделува за купување на авакси. Односно, тие ќе бидат како сервис и да го обезбедат и небото односно воздушниот простор можеби за цела Европа. Тие авакси сега се активни мислам дека во Сирија, Ирак, во тој дел. Меѓутоа, пошто вакви напади се очекуваат, тогаш најверојатно во тоа што значи одбрана пред се на Европа, најверојатно ќе бидат активирани. Така што ние ќе бидеме дел и ќе мораме да партиципираме во таа технологија, нема да бидеме сами, најверојатно и во однос на кадровско подготвување и во однос на таа технологија ќе бидеме помогнати, колку знам и имам информации, ние веќе одредени во однос на тоа што е
стручни ресурси, не сме баш сиромашни во тој дел. Имаме експерти кои брзо ќе се прилагодат на тоа. Кај нас и од двете страни има експерти, оние што продуцираат лажни вести и овие што се борат Да. против лажните вести. Да. Уште едно битно прашање на кое што му обраќаат внимание земјите членки на НАТО. Тоа се повратниците од ИСИЛ. Како ќе се постапува со нив? Свесни сме дека на Балканот имаше од Балканот луѓе кои што беа членови на ИСИЛ, кои што се вратија дома, сега се прави некоја ресоциализација нивна, меѓутоа од друга страна лондонскиот напад пред неколку дена беше извршен од вакви луѓе и сега тука е прашањето што е закана, дали е потребна нивна ресоциализација, до каде треба да се внимава и слично. И тука постои еден дуализам во размислувањата. Во Македонија има такви луѓе, во Босна, во Косово и слично. Сметате ли дека тие може да бидат опасност и дали мислите дека земјата е подготвена за нивна ресоциализација? Многу малку се зборува по ова прашање за кај нас. Да, тој број нарасна. Беа, ако последен пат кога со тоа сум добил информации, беа околу 80, сега веќе спомнавте вие друга бројка, значи 130 луѓе. Значи, тука службите мора максимално се завршат работата на нивно пратење, на комуникација со нив и на секојдневна основа, што се вели, бидејќи она што од тие 130, ако еден има намера тоа да го направи, да направи некаков проблем во државата, тоа може да има сериозни последици. Програмите за ресоциализација се особено важни, но потребно е при најмал сомнеш веднаш да се реагира, бидејќи често пати од тие префрлувања или меѓуинституционални, како да речам, надмудрување или пак празнини кои некој се јавуваат, можно е да се најде баш празнина и тука таа да се искористи од страна на тие сили. Така да, проактивен однос, максимално користење на службите за нивно пратење и будно следење на целата ситуација. Немаме ние друг начин, бидејќи тие се вратиле на нашата територија, немаме докази да бидат осудени, туку за добар дел од нив има сомнеш дека нели учествувале во разни кризи. Неодамна и прочитавме некој податок, сега дали е точен, не знам, во медиумите, дека и во украинската војна имало околу 15 наши граѓани кои учествувале во тоа и тоа исто така казниво дело според законот додека се докаже нели тоа. Тука државата мора да биде на 100% алерт, значи да максимално внимава што се случува со тие луѓе и каде се движат. Што се случува на теренот во однос на прашање, дали имате информации? Значи имаше семејства кои што лично ги имам посетено во села населено и со албанци, кои што замина во овие битки, имаше семејства чии синови загина и сега нормално тие не сакаат да зборуваат за сето тоа, меѓутоа стварно е битно, вистина е битно како државата ќе се постави во однос на нив. Јас мислам дека таква програма, нешто за реедукација или прифаќање за таквите кои беа манипулирани и тие на еден начин како да се предомислат грото од таа бројка и мислам дека се сложувам со колегата Лепавто дека и понатаму треба да се будно да се следи тоа. Исто така мислам дека понекогаш во право е Турција, односно Ердоган. Мислам дека оваа битка треба да ја предводат тие, Турција, затоа што сепак е земја која и промовира и практицира изворен ислам. Така што нивното влијание со било какви мерки на Турција во овој дел треба да има повеќе поддршка и од Европска Унија и од НАТО. Мислам дека тие играат многу голема улога во тоа што значи борбата против ИСИС и овие крајно екстремни политички манипулирани сили. Меѓутоа НАТО сега има проблем со Ердоган во однос на прашањето на дефинирање на тероризмот. Сега на Ердоган му се проблем курдите и дефиницијата за терористи. Тука е друго прашање. Тоа нема врска со ова што сега. Да, меѓутоа и самата војна во Сирија ја покажуваше Турција дека е некако со Русија, да кажем, и тоа е она што
може би ја плаши алијансата, позицијата на Турција дали е искрена, дали е членка од една страна на НАТО, меѓутоа од друга страна влече Ердоган потези кои што ја ставаат може би и на другата страна. Да, мислам дека тие во одредени ситуации се стават во такви. Меѓутоа, знаеш, како оправдување ако има, тогаш е малку потешко да ги убедуваш за да прифаќат нешто што е како намера, добра намера. Пример, ова купувањето на ракетите, тој системот С-400. Од Русија. Нели, со американската администрација тој проблем се водеше и на крајот со посетата во Вашингтон на Ердоган, со средбата со Трамп, тој проблем некако се со тоа што наводно дека во времето кога барал Ердоган да ги купуваат САД тие системи и авионите F-35 во времето на Обама, како тоа да не прифатиле да им продават таква технологија воена, и сите тие се големи игри, односно, да, големи игри, и тука ние не можеме да влијаеме. Најверојатно тие Турција сега се смета во големите сили. Што се однесува до НАТО и стварно се голема сила, мислам. Да, очигледно дека му задава главоболки на Столтенберг. Не е толку едноставно тие ќе разговараат на самитот во Лондон за неколку прашања. Поставеноста на Ердоган и на Турција сега веќе отвара дебата во самото НАТО. Мислам дека дефинитивно треба да се расчисти во тој план, затоа што сепак од друга страна па не смее да се испушта Турција па да биде дистанцирана од НАТО, затоа што имаше еден пример, еден напис некаде на аналитичарка од Турција, дека лесно е за земјите, европските земји, членки на НАТО, кога до нив кога граничат со Монако или Литенштајн и така натаму. Нека не прашат нас кои граничиме со Сирија, со Иран, со Ирак и така натаму. Мислам дека овие се ситуации кои темелно треба да се анализират и да има многу појасни одредени ставови, затоа што сепак Турција е земја која може да помогне и во ова што беше како прашање во однос на повратниците. Меѓутоа, еве, дали треба да не загрижи фактот што Ердоган повика на тоа да се дефинираат курдите во Сирија како терористи, доколку тоа не се поддржи, тој нема да ја поддржи она безбедносна унија за заштита на Полска и Балтичките земји од известен напад во Русија, и ова сега Столтенберг денеска изјави дека не е во ред да постои сомнеш во безбедносната гаранција на Западната алијанса, но дека тој работи на решавање на спорот со Турција околу сојузничките планови за одбраната на Балтикот. Па тоа ќе биде една од топ темите на овој самит. И не само тоа, тука и председател Макрон ги повика кај него на гости представници од тие курдски групи, со тоа му даде до знаење дека ги поддржува многу силно. Значи, тоа беше голема, да речем, голем конфликт помеѓу Макрон и Ердоган се зголеми уште повеќе. Значи, ситуацијата е доста сложена во самото НАТО, во еден, и тука би ја додал и Кина, значи прв пат на овој самит ќе се разделува еден документ околу позицијата на Кина и нејзиниот воен растеж. Значи прв пат на еден самит се разгледува и што е промената во Кина, колку расте нејзината воена моќ, не само во морињата околу неа. Да, втора е после САД. Да, и во нејзините бази, мислам, една има во Африка и нејзиното економско влијание на африканскиот континент. И тука па има загриженост од страна на европјаните, дали тој конфликт помеѓу Кина и Соединетите американски држави ќе ги остави европјаните сами, ќе ги остави незгрижени, да речем, под наводници. Значи, предизвиците се големи, јас навистина сум
би сакал да бидам оптимист дека на овој самит ќе успеат да разрешат барем еден или два проблеми со тоа. Ова што вие го рековте на почетокот, овие изјави прилично непријатни од Не релација Трамп-Макрон? Па да, и Ердоган рече дека и мозокот на Макрон не функционирал или нешто слично, така не убаво. Добро, Макрон денеска доби на вистина удари и од удари, Трамп. ама Макрон прави една многу, Ердоган. вака, како да кажем, прилично ризична акција. Тука го исполнили самото акција околу проширувањето на ЕУ, значи блокирањето на Македонија и на Албанија, а сега па се врти кон НАТО, нели? Прави тие паралелно тие два процеси, значи прави едно прилично разбуркување на европската, па и на светската политичка сцена, би кажал. Што е мотивот за тоа? Прво што би можел сега да кажам е она желба за или подготовка за втор мандат веќе. Значи, оние избори регионални кои следат во неговата држава. Значи, накратко се перцепира ова мешање да речем, во светските текови, но исто тука би додал дека и тие се прилично добро издимензионирани. Значи, самиот е француски non-paper за ЕУ, потоа прашањата кои ги наметнува Франција во НАТО, тука би го додали нивното сериозно воено учество во земјите на Сахел. Значи, тоа е она средна подсахарска Африка, каде што они се присутни во повеќе од 10 земји, со повеќе од 3000 војници. Има и пред некој ден и голема загуба на војници. Така да Франција е прилично доста растегната, да речем под наводници, во тие текови кои прават да некои работи излегуваат на површина за кои ќе треба да се направи сериозен договор, доколку се сака да се остане оној либерален поредок кој до сега беше присутен во светот. Попладнево имаше средба Трамп и Макрон и тие повторно за истите прашања што трговската војна, односите во НАТО, сојузничките планови за одбрана и слично. Меѓутоа, колку сето ова ќе се рефлектира и ќе го искористи Русија, затоа што нормално стравувањето на НАТО се дали таа конкретно може да направи некакво влијание во Полска и Балтичките земји, една вака, ајде да не речам раскарана ситуација во алијансата или покажување на моки од Трамп и од Макрон и од Ердоган? Да, во право сте, затоа што и самата доктрина, односно формирањето на НАТО е базирана на това. 49-та поради стравот на експанзија на сталинистичкиот Советски сојуз, тогашниот. И веројатно и сега имаме една слична ситуација во друго време, каде што и политиката и влијанието на така да речена путинска Русија веќе е присутна посебно во екстремните и леви и десни во некои држави во Европа, односно во Европска унија, така што мислам дека овие ситуации одат во прилог на Русија. Јас очекував дека Макрон ќе биде критикуван и од другите, нормално за неговите изјави, односно неговата последна изјава. И не очекував дека Трамп толку оштро и мислам дека преку тоа што е нормален диалог или тој беше еден вербален диалог кој употребени се тешки зборови за Макрон. И Макрон по се изгледа тука се истрчува затоа што внатре неговиот рейтинг е некаде околу 25-6%. Он внатре губи и сака со вакви изјави како да сака да црпи рейтингот на дворешната политика како што е Европска унија, НАТО, и тука и со нас исто настапи со НАТО уште полошо и не знам што, иако мислам дека не е баш случајно, можеби не е само за неговиот рейтинг, туку има еден притисок од индустријата за оружје, која сега го притиска во однос на тие проценти колку учествуваат
индустријските капацитети воени на Франција и колку на САД. Значи пак се врти околу заработувачката и парите кои каде ќе испорача. Меѓу редове тоа го излеков и при една дебата во МНР, која беше сенаторката Елен Мире. Меѓу редови, затоа што таа веќе како го отвори прашањето дека ние имаме иницијатива формирање на европски сили, некоја европска безбедност, слично на тоа порано сеќаваш Берлин плюс која беше. Да, меѓутоа таа идеја е стара, меѓутоа не заживеа никогаш во однос на формирање на сериозни европски сили. Ситуацијата на Косово, кризата во Македонија, тоа го покажа. Функционира, мислам, тука имаше тоа е на маса, дебата. значи тука нема. Тоа е процес кој се случува, ама не оди баш како што треба. За крај морам да се вратам на две прашања повторно поврзани со македонската безбедност, бидејќи доаѓате од сферата на дипломатијата, бевте амбасадор во Европската унија. Има впечаток дека Македонија не обрна доволно внимание на развој на војната дипломатија и генерално кога станува збор за земјите на Алијансата и односите со нив. Кажавме дека веќе е познато, еве во вестите имавме дека некаде можеби околу 15 ќе биде назначен воен представник во НАТО, меѓутоа се уште нема амбасадор назначен официјално во НАТО. Исто така зате и прашањето во однос на решавање кадровско во Вашингтон, каде најбитните всушност работи што се однесуваат до Алијансата. Колкова може да се одрази на вистина на односите на Македонија со Алијансата и на сериозноста на државата, колку сме сериозна држава кога немаме вакви дипломатски представници. Па, воената дипломатија е исто така важна колку и конвенционалната. Еве јас за време на моето амбасадорување во Брисел бев и соработував со двајца воени представници во ЕУ кои беа под мисијата, постојаната мисија на Македонија при Европската унија. Имавме одлична соработка. Тие си имаат свој круг на луѓе, воени представници со кои разменуваат податоци, имаат редовни состаноци, разменени искуства, секаков вид на дружења и така натаму, значи една типична воена, како да кажем, како една типична дипломатија. Секој недостаток, па дали е тоа воен представник или е амбасадор во било која представништвена земја, се на виштина изгубено време и изгубени средства. Значи има амбасада која постои, која плаќа своји трошоци, која е потребна за да селектира информации, да ги обработува и да ги препраќа на соодветното министерство за да може тоа да гради политика. Точно е, ние немаме амбасадор во НАТО веќе подолго време и тоа не е добро. И многу е важно да политиката не се меша во процесот на назначувањето на амбасадорите, бидејќи ние релативно имаме голема разгранета дипломатска, но може би малку предимензионирана. Значи, мислам околу речиси 60 ДКП-а, што е за една мала држава прилично многу. Потребна е оптимализација, тоа е моје лично мислење. Сега да постои инфраструктурата, да не е пополнета е на вистина штета. Така да потребно е без калкулации, без партиски притисоци, да се избере на добриот, што може да ја представи државата и да помогне во нејзината подобро, да речем, представување и градење на перцепцијата на тие, во случајов се работи за една меѓународна институција, нели, како што е НАТО, да помогне во тоа градење перцепција околу Македонија, во случајов да бидеме воведени во членството на НАТО. Како советник во владата од позиција на председател на Евроатлантскиот сојуз, зошто овие прашања заглавуваат политички? Нели веќе е познато дека Дане Талевски беше предвиден за амбасадор во НАТО, меѓутоа закочено и се сите амбасадорски именувања заради политички несогласувања, а дури сега се избра представник воен во НАТО со оглед на она што се случуваше претходно со предлозите на Иванов и целата таа процедура. Јас би рекол не повеќе мислам политички несогласувања колку се партиски несогласувања и тоа е најлошото. Ако ние се доведуваме во ситуација за дипломати, амбасадори со партиски листи, па после со месеци да се надмудруваме колку ќе има мојата партија, колку ќе има другата партија,
Тоа мислам дека веќе покажуваме како уште не сме созреале во однос на тоа што е надворешна политика и што е мултилатерална. Во НАТО сега да немаш амбасадор, мислам дека тоа е голем пропуст и треба што побрзо тоа да се издействува и тука не е тешко да се најде, мислам, најпогодната личност, затоа што ние меѓу нас многу добро се знаеме и знаеме кој може најдобро да одговори на потребен е консензус по ова прашање. За крај морам да прашам, бидејќи многу се зборува во последно време за ветингот. Меѓутоа малку се зборува за ветингот или проветрувањето во одбраната. Ако законот за агенцијата за разузнавање се уште не е донесен, се донесоа други закони кои што ја регулираат сферата на УБК, АНБ и слично. Меѓутоа во пресрет на НАТО јас не гледам некои конкретни поместувања во однос на проветрувањето во армијата, затоа што и пред самото назначување председателот Пендаровски кажа дека ова е многу битно прашање на кое треба да се посвети внимание и очигледно пред секој влез на секоја земја во НАТО се проверува кој е проруски ориентиран, кој не е. Кај нас немаше такви отслабки во армијата, меѓутоа сепак некако нема впечаток дека тоа се прави. Па да, безбедносните проверки се многу важни. Ние технички го имаме веќе поврзано од црвениот телефон со НАТО, ние комуницираме, имаме соработка како и нивни земја членка, но не треба да забораваме дека нивните контроли ќе се случуваат постојано. А тоа особено ќе важи за човечкиот капитал кој е внесен во тие безбедносни структури, кои баш она што го спомнивте, ќе бидат одговорни за оние системи на информирање и на размена на информации. Имајќи во предвид дека ние како држава се излеговме од една поранешна федерација која имаше еден друг систем, имајќи во предвид што се случуваше на Балканот во последните 30 години. Дури и вака може да се подсетиме на некои процеси во Црна Гора што се случува пред влезот на Црна Гора во НАТО. Можеме да очекуваме дека би требало да има одредени проверки на високо позиционирани лица, да речеме, во одбраната и во безбедносниот сектор и нивна дополнителна проверка пред да бидат вклучени во онаа размена на информации, од кога ќе станеме, па и предходно, значи, дел од тој безбедносен систем на НАТО. Рамадани, за крај истото прашање, предлагате ли како Евроатлантски сојуз одредена стратегија во однос на прашање на проветрување на армијата? Па да, па тоа и обврска е, затоа што ние имавме една проверка преку таа робустна, така наречена комисија, која беше перманентно се наблюдуваше во армијата и посебно униформисаниот дел. И сега, ако станеме дел од НАТО, апсолутно дека не може да се дозволи со проруски или анти-НАТО позиции да биде дел од тоа и во НАТО. Тука не само ние, него тоа ќе го барат и службите на НАТО, кои веројатно понекогаш мораме да признаеме дека за нашите офицери или во високи функции, тие имаат можеби повеќе од нас информации. Ви благодарам. Тоа ќе се случи. Ви благодарам и на двајцата што бевте дел од оваа топ тема која завршува малце порано во студиото, затоа што во Лондон е мојата колешка Сања Васич, таа разговараше со Томаш Валашек од Институтот Карнеги Европа. Тој вели дека ова не е прв самит пропратен со тензии меѓу сојузниците. Лајтмотивот на постоењето на НАТО е вознемиреноста во Европа поради посветеноста на САД за безбедноста на континентот и нервозната загриженост од американската страна дека Европа не троши доволно за одбрана. Еве го интервјуто што Сања Васич го направи со Томаш Валашек. Mr. Valashek, North Macedonia is invited on this summit, although it's not formally a member of NATO.
Are there any concerns because of the decision of the French President Macron to stop the enlargement that will endanger the stability of whole Europe? I don't think so. The two enlargement processes, the one in the EU and the one in NATO, are related but separate. And there have been cases in the past where EU enlargement has fallen behind, or the pace of EU enlargement has fallen behind. And in many ways, NATO has picked up the slack, meaning that NATO has embraced the countries that the EU was slow to embrace. That's an example of what happened with the Central European countries of Czech Republic, Slovakia, and Hungary and Poland in the 1990s. NATO brought in the three of them, all except for Slovakia, as early as 1997, and they had to wait until 2004, 7 long years later, to actually become members of the EU. So the fact that the EU and NATO enlargement processes move at different speeds is not at all unusual. The pattern is NATO usually moves faster than the EU. There are a lot of tension in the NATO on this summit, especially because of the Macron statement of the brain date of the NATO, and also here is the Turkish President Erdogan. Trump said Macron insulted NATO. How do you see NATO in this moment with all those tensions? Look, it's not the first summit that is accompanied by tensions among the allies. If you look at the history of NATO, going back to 1949, the consistent story, the leitmotif of NATO's existence is anxiety in Europe about US commitment to the defense of a continent, and fretting concerns on the US side that Europe isn't spending its share on defense. So in some ways, it's an old story. It's been made a bit more prominent by the personalities of both President Trump, President Erdogan, and President Macron, the three center personalities involved, as well as the fact that, unlike for most of NATO's history, there isn't a unifying one single threat that is of the sort of a Soviet Union that focused minds. Back in the old days, it would have been more difficult, more damaging for NATO allies to quarrel and disagree publicly because of the importance to present a unified front, unified face vis-à-vis the Soviet threat. Now that the concerns are real but somewhat less existential, less day-to-day imminent, the freedom to, if you will, engage in disagreements is bigger and greater than it was for most of NATO's history. So that's why the summits are a little less harmonious these days. But at the end of the day, the allies always work out their differences through this process of crises and then subsequent agreement. Who are the enemies of NATO? Well, that's exactly part of a challenge. In the old days, again, there was a clarity that an alliance, NATO, was primarily there to deter the Soviet invasion, and if the worst came to pass, then to defend Europe against Soviet armies. Now we're looking at least 2 or 3 different things for NATO to tackle. The one bit that's very important for allies in the south, Italy, Portugal, Spain, Greece, Turkey, is of course defense against terrorism, often combined with the concerns about mass migration, and you have seen NATO moving into the Aegean to also counter the possibility of uncontrolled mass migration of the sorts that we have seen in 2015. For allies in the north and the east of the alliance, it's mainly Russia. The possibility that Moscow may want to test NATO unity by launching a limited operation against one of the Baltic states and perhaps break the alliance in the process. So the alliance is forced to do what it hasn't historically had to do, which is to address at least 2, if not possibly even 3 different worries at the same time. That's difficult because it implies pressure on resources. Money is tight. There's only so much to go around. It's difficult because some of the you have this paradoxical situation. Russia could be an ally in fighting terrorism, but a problem for allies on the Eastern Front. So that is also a first historic new for the alliance, that a different country, third party, can be simultaneously a partner in one area but an adversary in another. And it's also different because, frankly, memories of the Cold War have now faded. The sense among the new generation of leaders that there is something existential at stake just isn't there. So the discipline to actually present a unified front has somewhat weakened, and I think you see echoes of that in the press conferences, in the dueling statements that accompany this summit. In the end, what such a small country as Macedonia can contribute to such a big
A lot, and it's a myth that it's only the big guys in NATO that call the shots. I mean, let's be honest. Of course, the bigger countries have an easier time making the argument than some of the medium-sized and smaller countries. But the reality is, the bigger countries don't have a monopoly on wisdom. A lot of the good ideas, a lot of the solutions to the troubles the alliance finds itself in come from the smaller and medium-sized countries. Often, the smaller countries can broker an agreement in a way that bigger countries cannot, simply because with the bigger countries, one always wonders what agenda are they exactly pursuing. And you see, it's usually the smaller countries, not in a NATO context, but outside the NATO context. It's Switzerland and Norway that have brokered some of the biggest breakthroughs in Northern Ireland peace process or in the Middle Eastern peace process. So history is the smaller countries are actually better brokers of an agreement, of consensus, than some of the bigger ones. And also the reality is, when the smaller countries make their argument based on solid evidence, when they take the time to build coalitions, when they have a good reputation, when they are being seen by others as reliable allies, they too can sway and set NATO policy in ways that the big countries can. It's not the case that NATO is an organization run by the big member states. The smaller ones have an effective role as well. Thank you very much for the interview. My pleasure entirely. Тоа беше интервјуто на колешката Сања Васич со Томаш Валашек од Институтот Карнеги Европа. Таа разговараше и со министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Тоа интервју ќе го видите веднаш по рекламите. И покрај тоа што се уште не сме полноправна членка поради преостаната ратификација во Шпанија, во интервју за Делма, министерката за одбрана Шекеринска вели дека на самитот во Лондон НАТО покажа дека земјата е де факто членка. Таа иницијатива на ВМРО ДПМН за ратификација на протоколот од страна на собранието пред тоа да го стори Шпанија ја смета за смешна. Еве го целото интервју што денеска го сними Сања Васич. Шекеринска, Македонија прв пат седнува на маса заедно со сите светски лидери како рамноправна членка на НАТО. Што беше поводот за тоа? Формално се уште не е завршена процедурата за членство. НАТО не гледа како де факто членка. И тоа можеше да се види претходно на состаноците на министри, но највидливо е денеска и утре во Лондон. Мислам дека нема граѓанин на нашата држава кој не гледаше со возбуда како нашето знаме веќе стои не само заедно со знамето на НАТО, туку знамињата на сите сојузници. И денеска Лондон навистина е во знакот на НАТО самитот и добро е да бидете на масата на оние кои носат важни одлуки и за нас, но и за светот. Дали ќе прифатите иницијативата на опозицијата македонскиот парламент да го ратификува протоколот за членство во НАТО по примерот на Црна Гора, да не се чека тоа да го стори Шпанија и автоматски да станеме член? Да не е смешна, би била трагична иницијативата. Иницијатива за ратификација секогаш доаѓа само од страна на владата, а не може да дојде од страна на пратениците. Меѓутоа, знаете како пратениците кои што не помогнаа да дојдеме до овде, предпоставувам дека сега повторно сакаат да се вмешаат како некои кои што ги комплицира работите. Јас повикувам и до ВМРО ДПМН и до Мицковски да помогне на својата држава барем во овој последен чекор до НАТО. Во моментов веќе месец дена Законот за одбрана е во собранието. Во Законот за одбрана ние ставаме клучната работа која произлегува од НАТО членството. Нападот на нас е напад на алијансата. Нападот на алијансата е напад во чија што одбрана и ние ќе учествуваме. За жал, до ден денешен, опозицијата се труди да го блокира овој закон, бидејќи тој зависи од двотретинско мнозинство. Така што јас би сугерирала, наместо да зборуваат за ратификации, со конкретен чекор и со конкретен глас, да дадат барем еднаш поддршка на нашето членство во НАТО. Сработевме до овде и убедена сум дека ќе сработиме така и до формалното и фактичко членство, без разлика што опозицијата овој процес не ни го направи полесен. Дали има Комуникација сме со НАТО, ние бевме првите кои ова прашање го отворивме пред представниците на НАТО. За да ратификувате договор треба да бидете повикани да го ратификувате. Тоа е опција која што ќе ја чуваме како последна варијанта, но сметаме дека е возможно нашето собрание да го ратификува,
откако ќе бидат завршени ратификациите, а сепак изборите да бидат на 12 април. И тоа е посакуваното сценарио. Ако ние завршиме со ратификацијата, притисокот кој го користиме и кон членките и кон Шпанија ќе биде многу помал. Овој самит на НАТО ќе проиде во сенка на изјавата на францускиот претседател Макрон. Тој ги дигна тензиите не само во Европска унија, туку и во НАТО со изјавата за мозочна смрт на Алијансата. Дали во НАТО има загриженост дека одложувањето на проширувањето на Европската унија е и загрозување на безбедноста во Европа? НАТО се занимава со многу прашања и околу многу прашања има целосен консензус, но од време на време има крупни теми околу кои членките имаат различен став. И тоа е моќта која ја добивате кога ќе станете членка на НАТО. За секое прашање имате право на глас. Имате право да се согласите со мнозинството, меѓутоа имате и право да кажете не. Јас се сеќавам на самитот претходен, на кој што бевме само присутни, но не учествувавме. Тогаш некои изјави на други председатели предизвикаа вознемиреност. Алијанса од 29 членки, наскоро 30, не е лесна работа. И нормално е да има разлики, и тие разлики постоеле и во минатото, само ние не сме ги следеле, бидејќи тоа кај нас не било актуелно. Да не заборавиме дека пред 50 на години токму Франција излезе од воената структура на НАТО и тоа предизвика седиштето на НАТО денеска да е Брисел, а не Париз. Трамп вели и денес ќе им помогне на Франција доколку сакаат пак да иде. Мислам дека ниту една земја која што сака да има глобално влијание и моќ не излегува од алијансата која што е најмоćна во не само на денешнината, туку и во историјата на човештвото. Се вратиме за Македонија и нашите обврски. Македонија 1 милион евра годишно ќе ја чини членството во НАТО, меѓутоа се набавува и воена опрема од Соединетите Американски држави. За што се работи? Нашите набавки на воена опрема нема да бидат само од Соединетите Американски држави. Ние сакаме да имаме дури настрана членството од НАТО. Ако имате армија, мора да вложувате во неизе и во неизината опрема. И ние честопати сме дискутирале дека малите пари кои влегуваа во армијата во последниве 10 години ја оставија на вистина во жална состојба. Како држава, пред да станеме членка во НАТО, планирано 2008 година, ние трошевме 2,17% од бруто домашниот производ. Иако тогаш тоа не беше обврска од НАТО членство. Но конкретно што ќе биде? Вие ги знаете, долгорочниот план за развој на одбранбени способности беше потврден и од Собранието. И нашиот план е негдека во период од 10 години 700 милиони евра да се насочат кон изградба и модернизација на армијата. Тоа значи дека започнуваме со така наречените лесни оклопни возила за нашата пешадија, меѓутоа одиме и финансираме и изградба на сајбер опрема и опрема за сите војници, опрема за нашите специјални сили, но исто така и нови хеликоптери. За набавката од Соединетите Американски држави? Само да кажам, прашањето на пример на хеликоптери не се прашање кое што НАТО го третира како дел од нашите НАТО контрибуции. Но ни треба ли армија која што ќе има хеликоптери? Знаете што се случува секој пат кога имаме пожари, тоа е капацитетот кој како држава го користевме. Така што тие 700 милиони евра, се 700 милиони евра кои се за нашата армија, а не за НАТО. Нашиот прв проект за кој што дискутиравме и во собрание е финансирањето на возилата кои што се поддршка на нашата пешадија. И јас очекувам до крајот на годината ние да го имаме првиот меѓувладин договор за финансирање. Оваа година планирани ни се 10 милиони евра за таа намена, следната, например, се 11 милиона и за 5 години тој план треба да се развива. Што ни е целта? Целта ни е да добиеме возила кои што ќе бидат мобилни, но и возила кои ќе ги штитат нашите војници. И како што можете да забележите, во регионот неколку земји влегоа во слични договори и ја избегнавме замката на комерцијални договори кои што беа обкружени со многу коментари за корупција, големи разлики во армијата и во министерството, и сметаме дека со договори влада со влада ја елиминираме шансата за корупција, а добиваме добар продукт за минимална цена практично.
во бројки и конкретно што ќе се набави од Соединетите Американски држави, дали од Франција нешто ќе се набави и набавките некојаш се и политичка порака. Листата на проекти е негде околу 20 на поголеми проекти во долгорочниот план за развој на одбранбени способности. Возилата се првиот, меѓутоа веќе во 2020 година планираме и неколку други хеликоптери, противвоздушна одбрана и за голем дел од нив ќе разговараме со неколку земји членки на НАТО, меѓутоа и неколку земји членки на Европската Унија и се согласувам дека не треба тоа да бидат договори влада со влада само со една земја, туку буквално да ги градиме нашите стратешки партнерства и со политика, но и со овој тип на меѓувладини договори. Значи, практично договорено е набавката од Соединетите Американски држави само за колку оклопни возила? Сите детали ќе бидат јасни кога ќе дојде сега понудата од американска страна. Нашиот план беше да набавиме 151 возило, кои што ќе бидат и лесни оклопни возила, меѓутоа може и да се случи да обезбедуваат и дополнителна заштита. Јас очекувам во следните десетина дена да го имаме и официјалниот одговор на американската влада и тогаш владата наша ќе донесе одлука и прво ќе ја информира и Комисијата за одбрана и безбедност во собрание. Го сменивме законското решение и обезбедивме изголемена транспарентност со ваквите разговори и консултации со собранието. Колку хеликоптери се потребни на Македонија? Тоа е набавка која што согласно долгорочниот план треба да се реализира 2024. Меѓутоа, јас очекувам веќе следната година да се започне постапката и околу бројките и околу типот на хеликоптери. Вие знаете дека хеликоптерите ги користиме за воени потреби, меѓутоа многу често и во search and rescue операции, највеќе и во нашите процеси на гаснење на пожари. Така што водејќи се од тие некои досегашни искуства, мислам дека ова ќе биде многу важна инвестиција. Според долгорочниот план, таму планираме повеќе од 200 милиони евра да бидат насочени токму кон нашето воздухопловство. И една дефинитивно од фирмите со која што ќе разговараме и земјите, ќе биде, се разбира, европска фирма, Airbus е еден од производителите, Bell се заинтересирани, американските производители се заинтересирани, но тоа е процес кој, велам, ќе почне дури од следната година. Дали Бугарија ќе биде следната земја, членка на НАТО, која заедно со Грција ќе го обезбедува македонскиот воздух? Во овој момент можам само да информирам дека 3 членки на Алијансата декларира интерес за учество во Air Policing мисијата, така нареченото чување на нашето небо, бидејќи ова нема да биде веќе наша домашна мисија. Ова е на НАТО мисија, Air Policing во нашиот дел од воздушниот простор. Ќе имаме консултации со земјите кои што тоа го нудат, меѓутоа ќе водиме консултации со НАТО Алијансата и дури откако ќе биде појасно, ќе можеме да излеземе со конкретни проценки. Ова беше интервјуто на Сања Васич со Радмила Шекеринска и за крај влегувањето на делегацијата предводена од Заев во палатата кај Кралицата. Ова се снимките кога тие заменуваат на овој прием кај Кралицата. Остатокот од случувањата што вечерва ги имаше во палатата ќе можете да ги видите во вестите на Телма и во новиот извештај што ќе го има Миомир Серафиновиќ од таму. Од мене пријатно.